Амбасадорот на Европската Унија Самуел Богар и Никола Бертолини, раководител на секторот за соработка во делегацијата на Европската Унија, денеска го посетија Кавадарци во рамките на кампањата ЕУ за тебе. Кавадарци всушност беше дестинацијата во серијата на посети фокусирани за младите, за време на кое се дискутира и се разменуваат мислења со представниците на Европската Унија за актуелните прашања. Амбасадорот Богар денеска е најавено да дебатира со учениците од училиштето Добри Даскалов. Никола Бертолини, пак раководител на секторот за соработка во делегацијата на Европската Унија, денеска одржа работилница во салата на Домот на културата во Кавадарци, на која беа презентирани фондовите на Европската Унија и начините за нивно подобро искористување. Работилницата инаку беше отворена за јавноста. I'm very happy to be here in Кавадарци. Мило ми е што сум тука во Кавадарци по прв пат, во една серија од настани кој што се дел од иницијативата на Европската Унија, ова е 14-ти ваков настан. Целта на овој тип на работилници е да се приближиме до граѓаните, до општините пред се и да ги опфатиме интересите на сите чинители, граѓанскиот сектор, бизнес секторот, сите кои што се заинтересирани. Значи, ова денес беше одлична работилница во која што ние успеавме да собереме многу информации од во однос на потребите на населението тука за европски проекти пред се. Разговаравме и со градоначалникот, значи битно е да ги вклучиме и општините со тоа што ќе се обезбеди по едно лице кој што ќе биде фокална точка за понатака да ги запознаме луѓето за можностите во однос на ЕУ фондови. Пред се сме тука да ги запознаеме граѓаните за сите видови на програми кои што се нудат под европските фондови, нели? Ние собираме исто така информации, знаеме дека пред се Кавадарци е општина која што се занимава со земјоделие и со туризам и очекуваме, има проекти во таа насока, но очекуваме да се подобрат проектите, да има многу повеќе војдење токму во тие две области. Тоа што ние цело време го нагласуваме како најголем приоритет е заштитата на животната средина, да се исчисти животната средина, така што ние даваме пред се акцент на тој сектор и голем број на проекти ќе бидат поддржани во таа насока. И овие податоци се достапни исто така во брошурите кои што ви се на располагање и беа дистрибуирани на сите учесници на работилницата, но можам да ви кажам дека во периодот од 2007 до сега се искористени над 75 милиони евра од европски фондови во овој регион. А да видите точно кои проекти и колку проценти од овие средства се искористени во регионот во Кавадарци, постои веб страница чија адреса е euprojekts.mk, на кој што може да кликнете на вашиот регион и да правите кои се проекти се изреализирани. Многу проекти се завршени, но сепак има можност за уште поголема работа во таа насока. Најголем проблем да речеме за невладиниот сектор е неможноста да се обезбеди постојано финансирање затоа што тие зависат од буџет кој што им е председониран од донатор. Но работиме на тоа да се изнајде решение со тоа што и на владино ниво, а и на локално ниво властите да бидат вклучени во кофинансирање и на тој начин да се решат овие проблеми. Бертолини го посети и спортскиот турнир организиран во рамките на регионалната програма за локална демократија во Западниот Балкан, РЕАЛТ, која е финансирана од Европската Унија, а имплементирана од UNDP. Програмата всушност го зајакнува партнерството меѓу локалната власт и граѓанското општество и има за цел да ја зголеми социјалната инклузија на луѓето со попреченост преку спортот и рекреативните активности.